спортската сала на нова кошаркарска средба, на која што нормално очекуваме победа за Куманово. Игра повторно Куманово и МЗД. Еве да состават за Почитувани гледачи, добро вечер. Уште еден спортски поздрав од Куманово во делот од сезоната кој што е најинтересен, носи најмногу емоција, најмногу успех се разбира и најмногу тага во кој било спорт, па и во нашето кошаркарско првенство. Дуелот меѓу Куманово и МЗТ Скопје треба да открие дали ќе има уште еден надпревар во финалната серија, во трката за тропејот. МЗТ води со 2:1, а низата трае додека една од двете екипи не стигне до 3 победи. Кумановци победија на првото меѓусебно соочување во Скопје, но потоа доживеа 2 пораза. Актуелниот првак и освојувач на купот го врати ударот во оваа иста сала, а пред 3 дена го доби соочувањето пред своја публика. Како ќе биде вечерва? Куманово повторно е со надеж дека може да го совлада големиот ривал, да дојде до 2:2 и потоа на мајсторка внедела да се обиде да ја оствари круната, односно да дојде до неголемиот успех во клубската историја. Ќе биде ли тоа можно? Останува да видиме во наредниот период на уште една голема битка. Кумановци ќе ја имаат поддршката на навивачите, меѓутоа салата не е исполнета како пред 3 дена. Се чини дека управата на Куманово реши за овој надпревар да биде порестриктивна во однос на продажбата на билетите и на пуштањето на навивачите во арената. Условите сега се подобри од аспект на температура во салата и очекуваме една рамноправна пресметка како што беа и предходните 3, иако резултатот од последниот дуел тоа не го покажуваше. МЗТ доби убедливо 91-73, но со разлика која што ја направи кон крајот на преварот. Ова ќе биде уште еден меч во кој што не само Немања Протич, кој што го гледаме кај МЗТ Скопје, туку секој треба да го даде својот дел од задачата за неговата екипа да дојде до победа. Во ланското финале МЗТ беше поуспешен со 3:0. Од тој аспект, како и да заврши оваа серија, Кумановци направија чекор напред. Маријан Мицевски, Александар Милоевич и Зоран Митровски ќе го водат овој надпревар. Мицевски и Милоевич одсудеа голем дел од надпреварите во оваа серија, а Митровски беше присутен на претходниот надпревар во оваа арена. Маријан Мицевски повторно ќе има опомена до гледачите во салата за коректно однесување. Еве ги актерите на надпреварот. За Куманово: Тодорович, Јанески, Караджовски, Мандич, Караколев, Симоновски, Стојановски, Трајковски, Георгиевски, Јовановски, Мишановиќ и Костовски. Тоа се стандардните 12-мина на тренерот Маријан Србиновски. Еве ги куманите кои што на овој надпревар ќе му оддадат почит на Мартин Младеновски, 18-годишниот нивни член кој што пред точно една година го загуби животот во сообраќајна незгода, токму и тајки на надпреварот меѓу Куманово и МЗТ Скопје од ланската финална серија. Што се однесува пак до составот на МЗТ Скопје: Протич, Дубичич, Мекич, Марковски, Василевич, Петровски, Младеновски, Дренова, Стојановски, Мијатовиќ, Марко Луковиќ и Урош Луковиќ во изборот на Александар Јончевски. И кај МЗТ Скопје сите се подготвени оние, впрочем, што ја одиграа серијата. Костовски, Мишановиќ, Симоновски, Мандич и Трајковски очекувана прва петорка на тренерот Маријан Србиновски.
на трибините и поранешниот председател на Кошаркарската федерација на Македонија Даниел Димевски заедно со Васил Тупурковски, председателот на Македонскиот олимписки комитет, и Владимир Богоевски, спортскиот директор на МОК. И очекуваме и 5 теми на кошаркари на МЗТ. Тоа се Љубичич, Дамјан Стојановски, потоа Дреновац, Мијатовиќ и Урош Луковиќ. Можевме да погодиме и без да ги сочекаме да истрчаат на паркетот. Овие реакции се разбира, не треба и да се подсетува се за Урош Луковиќ, кој што до неодамна го носеше дресот на Куманово, па потоа дојде во редовите на МЗТ Скопје. Имаше таква среќа или несреќа во првата сезона во својот нов клуб да игра во финалето на македонското кошаркарско првенство против својот поранешен тим. Урош Луковиќ и Мишановиќ, првиот напад е за МЗТ Скопје. Куманово нема право на грешка. МЗТ може да си дозволи да загуби на овој дуел, а потоа поради подобар биланс во лигата на свој паркет недела вечер да решава за трофеот. Урош Луковиќ против Мишановиќ, извонредно отвора центарот на Куманово Мишановиќ со добра одбрана и со блок во овој дуел. Потоа топката од рацете на Урош Луковиќ во аут. Тоа е многу значаен дуел. Ако биде запрен Урош Луковиќ, ако кумановци не прават толку фаули над него, ќе биде за нив многу полесно да ги правите поени. Вукашин Мандич игра променливо во оваа серија. Беше лош на претходниот дуел, но одлично одигра во оваа сала. Сега Костовски во контра. Не важи кошот, вели судијата Мицевски, но имало лична грешка и ќе остане во напад составот на Куманово. Еден добар ветувачки почеток на екипата на Марија Срвиновски за и публиката да влезе во вистинскиот елемент. Консултација на судиите и опомена од Маријан Мицевски за тренерот Александар Јончевски. Трајковски против Мијатовиќ. Добар дриблинг на Трајковски. Него посака овој пат топката. Останува 2-0. Љубичич. Дреновац. Обид за тројка и погодува Ѓорđe Дреновац. Во првиот удар поени за најпрецизниот кошаркар на МЗТ Скопје на првиот меѓусебен надпревар со 21 кош. Потоа даде 9 и 12 на меч во вторникот во Јане Сатански, кога скопскиот состав одигра извонредно, колективно. МЗТ имаше контрола на резултатот, но Куманово беше постојано близко се до самиот крај. Пак не успеа Трајковски. 0-2 за него на почетокот на мечот. Добар процент на шут на Трајковски и на Костовски е услов за Куманово на овој надпревар да слави. Љубичич од голема да речи на Дамјан Стојановски на 4 секунди до истекот нова акција. И сега контранапад Мандич. Четврти поен. Добро е да се постигнуваат лесни кошеви во ситуација кога не одеше позициониот напад од почеток. Но еве го Дреновац. Исклучително расположен. За него петти поен. Има и лична грешка. Значи дополнително слободно фрлање. Личната ја направи Александар Костовски. Ево Дреновац. Од оваа позиција 79% реализација. За сега максимално прецизен. Куманово Дреновац 4-6. Симоновски.
А Костовски, ризично додавање за Трајковски, останува Куманово во напад, но инсистираше на ова додавање Костовски, затоа што Трајковски беше во дуел со Дамјан Стојановски, да ја прифатеше топката, да го биеше. Во тој случај ќе одеше на реализација на таа ситуација висок-низок. Многу прекиди на почетокот на овој надпревар, што и не е вообичаена слика во финалните одмерувања на силите на Куманово и на МЗТ Скопје. Пак објаснување на судиите со записничката маса. Главно ова беа надпревари со многу поени, во кои што нападите траја кратко, во кои што имаше необичаен голем број шутеви кон едниот и кон другиот кош. Во тој дел од статистиката победуваше тимот што се разбира има подобар процент. Костовски и Трајковски главно беа водечки фигури кај Куманово, со забелешка дека постојано МЗТ Скопје имаше еден не толку изразито поголем фонд кошаркари, туку поголем број кошаркари кои што има поголем придонес во играта, статистички гледам. Инаку главно со 7 до 8 играчи настапуваат и едните и другите. Но Мандич е расположен на почетокот на овој надпревар. За него 6 коша. Љубичиќ на блок Луковиќ, па Љубичиќ на влез реализира. Прави поени за Марко Љубичиќ на овој надпревар. Неговиот просек е нешто на 10 коша. 11, 11, па 10 во оваа финална серија. Семоновски го промашува првиот обид. Пак од шутерски аспект Куманово влегува лошо, со исклучок на Вукашин Мандич, кој што реализираше 3 влеза, а една контра од нив. Љубичиќ од висок пост не успева да погоди. Мандич, Симоновски бара проигрување Мишановиќ против Мијатовиќ. Ја прави Мијатовиќ првата лична грешка, а втора тимска во редовите на МЗТ Скопје. Љубичиќ е повлечен од игра, Протич на негово место. Нови совети од тренерот Александар Јончевски, исклучително мотивиран да ја заврши работата уште на овој дуел. Симоновски, повторно промашување. Тоа е третиот член на триото на Куманово, репрезентативно од нашата национална селекција. Па Дреновац е го од голема далечина, не успева да погоди, но тука е Дамјан Стојановски од табла, прави поени и за Дамјан Стојановски пак влегува МЗТ Скопје во позиција да води од почетокот на овој дуел. 10-6. Така беше на претходните два меча кои што ги доби, но еве го Александар Костовски. Потребни се неговите поени, влезови, асистенции. Прва тројка за Куманово. Дреновац. Мијатовиќ, најдобриот тројкаш кај МЗТ Скопје. Отбора со промашување, па Костовски. Еве сега Трајковски, не брзај, добре. Се вратија играчите на МЗТ Скопје, не дозволија контра. Затоа извонредна акција, Мандич, Мишановиќ. И еве го Мишановиќ. Прв поен, извонредна асистенција на Мандич. Покрај оние 6 коша, еве извонредно додавање, кое што е практично претходница на овој лесен кош на Мишановиќ. Серија 5-0 за Куманово, 11-10. И радост на Кумани,
Гейма се разбира во голем број, доаѓаат и на надпреварите во Скопје. Ова е помирниот дел од гледалиштето во спортската сала во Куманово. Речиси средина на првата четвртина. Изедначен почеток. Градоначалникот на Куманово се разбира го следи овој надпревар во надеж дека ќе има уште едно задоволство оваа сезона да ги гледа МЗТ Скопје и Куманово. А услов за тоа е неговиот тим да победи. Еве контра, пак Мишановиќ. Четврти поен за центарот на Куманово. Пошто Јончевски ќе го упрли во игра Љубомир Младеновски. Се обидува Луковиќ сега. Лична грешка на Мишановиќ, не ја признава. Протестираат и играчите на Куманово, и уште една што и дуел има контакт, без оглед што се рацете кренати. Има забелешки на арбитрите кумановци на претходните надпревари, особено на меѓу другото тој критериум околу оценката на прекршоците што ги прават играчите на Куманово. Лошо за Маријан Србиновски е тоа што Мишановиќ заработува втора лична грешка и мора да излезе од игра. На оној прв дуел во оваа иста сала заработи 2 фаула за 2 минути, сега за нешто повеќе од 5 минути. И тие лични грешки се или беа, знаеа да бидат проблем за Маријан Србиновски на претходните средби. Урош Луковиќ го постигнува првиот поен. 9, 12 и 11 коша на минатите 3 средби. Сега реализираше 2 пати, пошто е повлечен од игра, што го нема Мишановиќ. Јончевски може да направи ваква замена, иако ја најави претходно уште пред Мишановиќ да ја направи втората лична грешка. Плюс 1 за Куманово. Александар Костовски за Јаневски во средината, тој го замени Мишановиќ. Имаше добар настап пред 3 дена. Мандич против Дреновац, скок на назад, не успева да погоди. И сега Протич. Се отвора Дреновац, на влез до табла, погодува Дреновац, има и лична грешка од Јаневски. Кевази кошот. Ова е 8ми поен за Дреновац. Извонредно го отвори мечот. Најавува еден надпревар како оној првиот во Јане Сандански, кога МЗТ загуби, а Дреновац имаше најдобра партија. 21 кош, 5 скока и 1 асистенција. Неговиот просек речиси 15 коша на меч, а на овој надпревар веќе 9 поени. Еве го јаде Мекич, рано на овој надпревар ќе добие шанса на местото на Дамјан Стојановски. Караджовски. И тоа е прв пат на мечот на паркетот. Јаневски. Па Костовски, повлечен од игра е Симоновски, кој што промаши еден зицер. Сега Јаневски е успева од подобрачот, но Мандич игра извонредно и се избори за топка. Ова беше чиста топка за Мекич. Гледате поглед на десно да види каде да проигра или тој да ја поведе акцијата и не забележа дека Вукашин Мандич ја одзема практично оваа топка, е во непосредна близина. 6 коша за Мандич, 1 асистенција, 1 украдена топка. Нема сомневање играчот со највисок рейтинг индекс кај Куманова, Трајковски 0-3. Тоа е нешто што не му е потребно на Куманово и што не може да му донесе успех против МЗТ Скопје. Мијатовиќ, лична грешка Трајковски, прва. Откако мина Мијатовиќ да не дозволи лесен влез, пошто Мијатовиќ е повлечен од игра, а на негово место влегува помладиот брат Луковиќ, Марко.
16 коша. Најефикасната партија во ова финале ја имаше токму на гостински терен. Протич. Одлична игра, 2-2 со Младеновски. Еве го и првиот кош во финалето на Љубомир Младеновски. Наивно примен од Куманово, серија 7-0 на МЗТ Скопје. По 13-10, еве 17-13. Трајковски против Луковиќ, треба да го искористи ова. Дојде на помош Младеновски. Па Костовски за тројка, иако имаше доволно време, направи дриблинг, знаел да погоди од вакви ситуации, сега и лична грешка на Костовски, тактичка, да биде пресечена контрата на Немања Протич. Повторно се провлекуваат некои слабости од играта на Куманово и на претходните надпревари, избрзани шутови кои што не носат голем процент на реализација, а лични грешки во серија, 2 фаула на Мишановиќ кој што е главно играч што треба да парира на Урош Луковиќ, но еве го Протич промашува од линијата. Одлична реализација, Немања Протич, 18-13, највисока разлика до сега на надпреварот. МЗТ имаше и 10-6, сега Караджовски, и тој не успева да погоди. А Треновац, контранапад, Младеновски чекори, да, не успеа да ја скроти оваа топка најсигурно и потоа направи чекори што се разбира дека ги забележаа судиите, еве го. Ова беше ветувачка акција за сосема пристојна, не речем и голема позитива во еден ваков надпревар, во кој што често се менуваат двете екипи во водството. 7 разлика ќе беше извонредно, а тоа знае да го искористи Симоновски со тројка. Втора за екипата на Куманово, Марко Симоновски. Потребна е негова партија како на првиот меч, кога даде 16 коша. Дел од нив и во клучни периоди. Протестира Протич, дали бараше лична грешка. Во дуел со Јановски, сгази на линијата, бараше фаул. Милоевиќ вели дека тоа е аут. Симоновски. Очекува топка Јаневски, добива Караджовски, сега Јаневски, но добро е затворен. Караджовски промаши предмоку, затоа не се осмели да шутира. Сега Симоновски влегува во серија. 6 поен Марко Симоновски, трета тројка за Куманово и тајмаут бара Александар Јончевски затоа што Кумановци ја враќаат предноста 19-18. Контра! И правиме грешка у кораци. Таму имаме одбрана, фаул до бонус. Фаул до бонус на било кое влага, на било кое пушање направи фаул страна. Сите имате право. Фаул, 0 имате. Напад, постави 5 доле, Урошево игра. Од страна на Дамјан 4-2. Луки 4-2, Дамјан.
19-18, две тројки на Марко Симоновски и веднаш води Куманово. Ете го тој пресврт, што често го гледаме во овие дуели. Сега битка во рекетот, прекршок на Урош Луковиќ, па Марко Луковиќ непотребно реагира. Еве го тој дуел на Јаневски и на Урош Луковиќ, заработува лична грешка Маријан Јаневски, па непотребно Марко Луковиќ ја крева тензијата, нервозата, сигнализирајќи. Ќе застане на линијата Урош Луковиќ, ќе мора да реагира Србиновски. Повраќањето на Урош Луковиќ и овој фаул на Јаневски. Еве го Мишановиќ повторно на паркетот. Два коша до сега, двата од линијата за слободни. Сега промашува Урош Луковиќ, што соодветствува на неговиот процент на удари од линијата, точно 50. За сега 2 од 3 за центарот на Куманово и 2 од 4. Некогаш статистиката е вистински показател, иако не мора да значи. Караджовски. Трајковски против Дреновац, се обидува и тој да проработи. Еве го првиот поен за Бојан Трајковски. Кој искористи фактот што до него е понискиот Дреновац за шут и плюс 3. Беше 13-10 пред серијата на МЗТ од 9-0. Сега грешка против со Луковиќ. Па Симоновски во контра. Се врати Марко Луковиќ, ќе мора да биде ова позициона акција. Трајковски се решава и погодува. Четврти кош, ова е највисока предност за Куманово. 23-18. Или од оној момент кога МЗТ имаше 18 спрема 13, 10-0. Ево го и Петар Нумовски на трибините во салата во Куманово. Председателот на Кошаркарската федерација на Македонија и Благоје Георгиевски, буштур, легендарно кошаркарско име. Дреновац. Па Дамјан Стојановски на влез погодува. Ова е четврти кош за Дамјан Стојановски. Игра во константна форма. Ова финална серија, но еве поен за Мишановиќ и прекршок за дополнително слободно фрлање. Веќе шести кош за Мишановиќ. За задоволство на гледачите, затоа што има и прекршок на Урош Луковиќ. И затоа што овој дриблинг на Мишановиќ изгледаше добро. Мишановиќ веќе седми поен. Ќе се врати Јатовиќ во игра на местото на Урош Луковиќ. На тајмаутот Јончевски побара поголема концентрација од неговите играчи и се разбира поагресивна одбрана, затоа што немаат многу прекршоци гостинските играчи, но еве го Марко Љубичи, четврти поен на крајот на првиот период за предност од 26-22, плюс 4 за Куманово по водедните 10 минути игра. Ako je blisko do njega, ti napravi mu krvna boja.
Jasno? Da li su jasno? Alo, odmena. Prihvaćaj tu prva faza da neni brat prednost golema da trče. Ovdje prihvati i uspori topka. Jasno mi je. Imamo sad faulove, koristi faulove. Koristi faulove kako. Slušaj, ti sebi opreo da mu izvodiš masne. Jasno? Ajde. Почеток на вториот период од надпреварот, 26-22. Прв напад за Куманово, нереализиран во контра, Дреновац погодува, и тоа лесно. Кога МЗД Скопје имаше потешкоти да ги завршува акциите. Ова е трет надпревар, односно четврти надпревар од финалната серија во нашиот кошаркарски шампионат. Може да биде последен ако победи МЗД, ако не има мајсторка недела Бојане Сандански во Скопје. Две лесни контри за МЗД. Прв поен за Данило Мијатовиќ и се разбира дека ќе реагира Маријан Србиновски, барајки минута одмор на неполна минута од вториот период, затоа што неговите играчи ја прокоцкаа предноста од 4 кошици, ги не решат. Место Караколев, Мачки место Бојан. Дојо. Слушај. Они се сега со 2-4. Слушај. Аце. Ќе изиграме палец. Аце, ти земи е топката. Караджа за тебе. Еј, палец доле. Караджа игра го првиот пик. Бојан. Или оди на... Овде после сакам широко Мачки и Аце да изиграат пик. Добро? Јасно ми е? Слушај, еден после за Марко да наместиме нешто. Значи, три страна ни јаде, наместите за Марко. Ајде, ајде! Тренерот на Куманово, Маријан Србиновски, го посвети тајмаутот на нападот, забележувајќи дека МЗД игра со 2 четворки, без класичен центар, со Мијатовиќ и со Марко Луковиќ, побара да се одигра акција наречена палец, а потоа да се намести нешто за Симоновски, Караджовски, Трајковски, потоа Јаневски, Костовски и Симоновски. Тоа е петорката на Куманово. Еве го Јаневски, додавање за Трајковски, ја испушти топката, но аплаудира Србиновски, очигледно акцијата одеше како што веројатно посакува, влегуваше Симоновски, можеби ќе одеше сам на реализација Трајковски, но сеедно кога пак Куманово е без коши во третиот напад во овој втор период. Сега Дреновац не успеа. Изфорсирано Дамјан Стојановски кради 6 лесни коша за МЗД Скопје во втората четвртина. 7-0 серија за МЗД, па 10-0 серија за Куманово во првиот период. Еве сега серија од 6-0 за МЗД на почетокот на вториот. Ова треба да е акција за Симоновски. Јаневски оди до крај. Има лична грешка. Се обиде и успеа да освои простор и еве го фаулот на Марко Луковиќ претходно. Кога се обидуваше да ја избие топката од рацете на противникот. Мандич додава за Јаневски. Прв обрач неуспешен Маријан Јаневски. И еве можност да продолжи серијата на МЗД Скопје. Немаме време за статистиката од првиот период.
57% шут на Куманово за 2 коша, 58 на Мазата, значи тука некаде Куманово има подобра тројка, 3 од 6 наспроти 1 од 4. На противникот има 8 наспроти 1 асистенција, но Мазата има 4 скока повеќе, од кои што 2 се офанзивни. 3 од 3 на Мишановиќ, 3 од 4 Мандиć, 2 од 4 Трајковски, 2 од 3 Стојановски, 2 од 2 Дреновац, 2 од 4 Марко Љубичиć. Симоновски за Јаневски. Ајде го Александар Костовски. Подава за Симоновски. Еве акцијата за Марко Симоновски, кој што има 2 од 2 за тројка, сега 2 од 3. Подавање за Марко Луковиќ. За малку некоректно, иако тоа повторно ке беше лесен поен. Сега Мандиć против Мијатовиќ во дуел. Реагира Мандиć, остана таму мирен Мијатовиќ, Душко Буниć влета на паркетот, кој што е на клупата на Мазата, и тоа пред гледачите на Куманово, што се разбира дека предизвика реакција и повторно предмети кон клупата на Мазата. И натаму трае комуникацијата на Мијатовиќ и на Мандиć. Треба малку за да видиме немени цени. Во овој случај, она што има да го направат Мандиć и Мијатовиќ е за играчи што се на паркетот. Немаше потреба Буниć да влегува во игра и немаше потреба чинам Мандиć така да реагира. Без оглед што имаше велам прекршок, еден дуел таму во рекетот, по кој што Мијатовиќ падна на паркетот, а потоа го сопна или пак не Мандиć. И сега прекид. (28 26) води Мазата Скопје, 6-0 серија на гостинскиот состав во вториот период, во кој што еве речиси 3 минути Куманово не постигна кош. Има техничка грешка за клупата на Мазата, мислам дека е поради влегувањето на Буниć, кој што не е во списокот за настап на овој надпревар, а влета во теренот таму да расчистува некоја своја правда. И затоа Мандиć ќе застане на линијата за слободно. Барем такво е моето толкување. Одигра добро во досегашниот тек од надпреварот, знае да реагира некогаш пожесток од туку што треба и можеше едноставно да ја премолчи таа мала провокација од Мијатовиќа која имаше и сега веќе ќе се одвиваше надпреварот. Но Мандиć со ова слободно профитира за Куманово. Негов 7 поен. Добар шут на овој надпревар, веќе споменав, 3 од 4. А ги даде првите 3 обида, има и 2 асистенции за лесни кошеви на противникот. Слободни прецизен Мандиć. 8 поена. И во напад ќе оди Куманово. Се подготвува Луковиќ да влезе во игра. Повторно публика да прода предмети и пак има опомена од официјалниот спикер. А повречен е Мијатовиќ. Од се ова пробитираше Куманово. Од напад за Мазата. 2 слободни за Куманово, па и топка отстрана. Се враќа Љубичиć во игра. Повлечен е Ѓорđe Дреновац, кој што досега постигне 11 коша.
и беше извонреден, особено во првиот период од надпревар. Костовски направи блок, Симоновски, па противник Симоновски во дуел. Реагира повторно Протичеве, повторно се разгоруваат страстите на теренот, премногу дискутираат играчите, едните и другите. Судиите треба веројатно да бидат и поригорозни во овие санкции, затоа што се ова иницира потоа реакција и на публиката и нема кошарка. Ево го тој дуел, Костовски мина, беше досудена лична грешка од Протич и нема што Протич да се лути кон Симоновски за еден ваков фаул. Сега Љубичиќ е пак во игра на теренот заедно со Протич, кога се браќата Луковиќ и Дреновац, односно Стојановски кај Мазата Скопје. Мандич, Јаневски, Караколев, Костовски во петорката на Мазата заедно со Симоновски, тројка Јаневски. Четврта тројка за екипата на Куманово. Први поени за Маријан Јаневски, 31-28. Пресврт, серија 5-0 за Куманово. Па Урош Луковиќ од табла успева да погоди, но не важи кошот. Реагираат сега од купата на Мазата. Праќи кошот да важи, а има само лична грешка на Мандич. За него втора. Од подстрана. Ова е втор тимски фаул на екипата на Куманово. Љубичиќ вади за Протич, а Марко Луковиќ против Костовски. Некој е сам, тоа е Љубичиќ, не се реши да шутира. Дамјан Стојановски со звукот на сирената не успева да погоди, но тука е Протич со помош на Урош Луковиќ. Па Љубичиќ го наградува сето тоа со тројка. Негов седми поен, втора тројка за екипата на Мазата Скопје. Нерешено, 31-31, тече 15-та минута од надпревар. Александар Костовски. Одлично за Караколев. Прв поен Караколев. Ова серија 7 на првиот надпревар, односно ниту еден на првиот надпревар, на вториот не настапи, немаше коши на третиот меч. Ова е прв поен за него во серијата. Сега Урош Луковиќ на влез. Па припати топка, погодува. Четврти кош во офанзивен скок. Крај Јаневски, го нема Бишановиќ и полесно му е на Урош Луковиќ. Симоновски против Љубичиќ. Подава за Јаневски, шутира за тројка, не успеваат две поред да даде Јаневски. А Протич подава за Урош Луковиќ. Се напаѓа рекетот на Куманово, ги нема Мишановиќ, ниту пак Трајковски. Да видиме, има лична грешка на Урош Луковиќ. Еве го уште еднаш тој дуел од Марко Симоновски. Не прифаќа Симоновски, се развија, не прифаќа и публиката. Од подстрана, трет тимски фаул. Нема тројка, прифаќа Караколев крај Урош Луковиќ, кој што прави лична грешка. За него прва. Подолго време без поени. Од шутерски аспект ова е најлошата четвртина на двата тима во оваа финална серија, но
нервозата веројатно го прави своето. Караколев. Мандич. Симоновски. Мандич, шут за тројка над човек, не успева да погоди. И ова е до некаде испорсирано, нешто што го карактеризираше Куманово и на претходните надпревари, па Протич не успева да врати. Рачаница на едната и на другата страна. Најслаб период од кошаркарски аспект. Јаневски. Мандич. Побрзо од Урош Луковиќ, треба да го искористи тоа, додаде за Костовски кој што не успеа да погоди тројка, па Љубичич е тука да додаде од одбојка кон Дамјан Стојановски. Сега Урош Луковиќ против Мандич. Погодува се, разбира, Мандич едноставно требаше да се тргне. Требаше да бега од еден ваков контакт со противникот и се разбира, не може да мине долго време, а Трајковски или Мишановиќ да не се на паркетот. Повлечен е Мандич, за негова е трета лична грешка, а четврта тимска за Куманово. Застанува на линијата за слободни проања Урош Луковиќ. Од сега 6 коша. Не успева уште еднаш од линијата, негово трето промашување од 5 обида. Веќе и под оние пообичаени 50% од ова место. Јаневски за тројка. Големо промашување на Јаневски. Во кое што ќе биде повлечен од игра, ќе се врати на паркетот Мишановиќ. Мандич 3 од 5. Мишановиќ 3 од 3. Костовски 1 од 3. 2 од 5 Симоновски, 2 од 6 Трајковски, 1 од 4 Јаневски, 1 од 1 Караколев. Купно 13 од 29 шут од поле за екипата на Куманово во досегашниот тек од надпревар. Протич. Врачување од Мијатовиќ, па сега Марко Луковиќ не успева да погоди. Тука е некаде процентот на шути на МЗТ Скопје. 3 од 5 Љубичи, 4 од 6 Дреновац, 3 од 6 Стојановски, 1 од 2 Мијатовиќ, 2 од 5 Луковиќ. Две промашување на Марко Луковиќ, 1 од 1 Младеновски, Протич 0 од 1. Да не ги заборавиме поевите на Трајковски. За него 6 коша, па сега Марко Луковиќ со помош на Урош Луковиќ. Ова е 8 кош за Урош Луковиќ, не му ќе му го броиме. За плюс 2 на Куманово. Завршни 2,5 минути од првото полувреме. Мишановиќ против Мијатовиќ. Нема кош. Не успе и Караколев да прибади топка. И потоа направи прекршок во обид да ја избие топката од раце на Марко Луковиќ. Еве уште еднаш тој контакт. По рацете на противникот за две слободни пролања на Марко Луковиќ. (15-9) по вториот период за МЗТ Скопје. Еве и 16-9 по третиот кош на Марко Луковиќ, и оној претходно му е запишан нему, а не на Урош Луковиќ, кој што станува на 6 поена. Марко Луковиќ прецизен два пати, 4 поени плюс 4, 39-35, невисоката разлика за МЗТ беше 5 коша, 18 спрема 13. Плюс 5 за Куманово, 23-18, серијатно 10-0. Трајковски од табла. Се буди Бојан Трајковски. Негов 8 кош. По надолна линија според поените, 32-18-13, сега 8. Дамјан Стојановски за тројка. Не успева да погоди. Стигнува ли Протич? Да додаде кон
Marko Luković. Na крајот на нападот не успева да погоди. И напад за Куманово. За нерешено или пак за предност. Александар Костовски. Трајковски. Подава за Мишановиќ. 4 од 4 за центарот на Куманово. 9 поен, ретко да мине Волкав голем дел од мечот. Речиси половина Мишановиќ да е прв стрелец кај Куманово со 9 коша. Тајмаут бара Александар Јончевски, 39-39, 70 секунди до крајот на првото полувреме. Dobro, imaše bolje razlike. Pet dole, Mišanović, slow post. Ali nemoj da čekaš da te udvaja. Nego koji ti vidat bloko za tebe, primi. I odmah trgni. Kako ti udvajač? Ama odmah pas od sve raci. Ti ima tegnenje, ti ima fauli, nema da ti dođe. Faul, na pas, nego ono su, nego pusti. I koga vidi spreman, koga ti ispusti, da ti ga vrati gole i da zakući. Okej. Ali ti ne pazim i prati ti još pušat. Puši Damjan, puši Skota, a ti je nego pratite. Ako nema pasa, low post, na dole na šut, pomagati, valja na šut. Ajde! Jedno, tri! Меѓувреме, лична грешка на Караколев, повлечен е од игра, се враќа Караджовски на паркетот и без слободни фрлања за Протич. Реализира 2 од 3 за него од оваа позиција. Еви 2 од 4, односно 3 од 4, трет кош. Ја враќа Мазата Скопје предноста. Еден непотребен фаул, преагресивна одбрана на Караколев, на Протич, уште на центарот на игралиштето. И лесни поени за Мазата. Александар Костовски за тројка, погодува. Негов шести поен. Сите дојдоа зад линијата, ова е петта тројка на екипата на Куманово. Промена на водството, Протич. Подава за Дамјан. Пред него Караджовски, па Урош Луковиќ и Мишановиќ. 1-1. Урош Луковиќ погодува, но судиите велат не важи кошот. Измина времето за напад. Не очекуваше вакво нешто Луковиќ. Помина времето за напад. Немаше најдобра контрола Мазата Скопје над овој елемент. Тајм-аут сега за Куманово, за Маријан Србиновски. Ja ću da bideš ovdje, hoće doj kretati prepod, ti primi blok od ovaj i sa Miško igraj pik. Ali nemoj da mi šutirate pred vremena. Sagram cel napad. Pazite tamo na prednost za topka. Slušaš, Bojan, ostani ti ovdje, da mu napraviš blok na Karadža da je primi. Dobro, znači a ti izvedi topka. Dobro, ako nema primi Karadža, pas da Bojan, pa hand off sa Ace, i Ace trka u keč. Ajmo, ajmo.
Последниот шут на Костовски не влезе, како и овој обид преку цел терен на МЗТ Скопје. 42-41. Предност за домашниот состав од еден кош по првите 20 минути од четвртиот надпревар од финалната серија во разигрувањето за титулата во најсилната македонска кошаркарска конкуренција. 26-22 во првиот период од надпреварот. Во вториот 16 коша за тимот на Куманово. Подобар МЗТ Скопје даде 19 поени вкупно. Еден плюс за Куманово во овој рамноправен надпревар во кој што имаше серии на едната и на другата страна. Во првиот период 7-0 за МЗД, па 10-0 за екипата на Куманово во надпреварот, во кој што во вториот период имаше неголема нервоза, па веројатно и од таму најмалиот број постигнати поени во една четвртина во оваа финална надпреварувачка серија. Шутот е тука некаде, барем така беше во најголем дел од ова прво полувреме, во кое што МЗТ отвори подобро со 11 коша на Дреновац, но потоа Куманово најде начин да врати. 6 коша Урош Луковиќ, 6 има и Дамјан Стојановски, 7 за Марко Љубичиć, 4 поена Марко Луковиќ, 2 Мијатовиќ и 3 Протич. За Куманово 9 поена Ненад Мишановиќ, по 8 Мандич и Трајковски, 6 даде Костовски, 6 постигна и Симоновски, 3 коша за Јаневски и 2 за Никола Караколев. На крајот на првиот дел Куманово МЗТ Скопје 42 спрема 41. Предност на Куманово по првиот дел против МЗТ Скопје во четвртиот надпревар од финалната серија во разигрувањето за титулата. Една разлика. Резултат кој што, ако се задржи на крајот на Кумановци, ќе им донесе мајсторка, изравнување на 2-2 во серијата. Во тој случај за титулата ќе се решава недела навечер, ако МЗТ победи уште на противнички терен во оваа сала за 1 час од сега, би требало да го крене победничкиот шампионски пехар. Трајковски не успева да реализира. Мишановиќ, Мандич, Симоновски, Костовски во петорката за Куманово. Љубичиć, Урош Луковиќ, потоа Дреновац, Дамјан Стојановски и Мијатовиќ кај МЗТ Скопје. Стојановски додава кон Мијатовиќ, ќе остане МЗТ Скопје во напад. Комани бараат победа на Мартин Младеновски, на навивачот, 18 годишен кој што лани го загуби животот во автомобилска несреќа токму брзајки на надпревар на овие два тима од финалето. На него е посветен овој дуел, но ќе биде исцрпувачки, како и претходните. Дреновац не успева, па Урош Луковиќ е тука и прави лична грешка. Бојан Трајковски, за него втора во екипата на Куманово. Два фаула во првиот дел направија Мишановиќ, Караколев и Јаневски, а 3 најмногу има Вукашин Мандич и тој е најзагрозен. Караджовски ќе влезе во игра на местото на Мандич. Повторно Мандич има нешто да реагира, да каже. Фаулот може би е за него, четврта лична, да, затоа е повлечен од игра. Трајковски натаму со еден прекршен. Но не оди шутот на МЗТ Скопје, како и на Куманово, без кош се уште во овој трет период. Па лична прави Љубичиć. 5 од 15 за тројка во првото полувреме за Кумановци, 2 од 11. Тоа е под 20% за екипата на МЗТ Скопје. Шутот од поле е тука некаде, со тоа што 9 скока повеќе има МЗТ Скопје, но дури 8 асистенции плюс за екипата на Куманово. Еве во првиот кош во вториот дел, Александр Костовски, негов 8ми поен.
Дреноваc па Љубичиć. Шут на Љубичиć, некако изфорсиран над човек. Симоновски. Со помошна табла на обрач. Тројка на Симоновски. Тајмаут Александар Јончевски, затоа што прави серија од 5-0 за 2 минути. Куманово, ова е највисока предност за домашниот состав. 47-41. Чисти шута, два чисти, чист. Почнете да стрелјате, има страни, има контра. Постави пак 4. Примија пак качицу горе. Смирено. Ако има, ми сме свич овде, покажи рака да добиеш пас. После това. И не брзај. Ако нема ништо, нема да чекаш дриблинг назад, па да идеме 1-1. Прождужи, пас, свртија на здравна страна, одма иди пик на страна, играј пикером. Ajde. 47-41, тројка на Симоновски, за него трета од 4 обиди и претходно 2 поена за Александар Костовски, куп на 8, и го Куманово на највисоки плюс 6. Јовичиć на влез. А Мијатовиć, Дамјан Стојановски, го Протич од место, односно Љубичиć од место, не успева, но со офанзивен скок Данило Мијатовиć. Доминација во скок играта на базата на овој дуел. 8 поен за Мијатовиć. За него 2 од 3 од поле. Прави го Бојан Трајковски. Веднаш враќа. 10 кош. Прв играч со двоцеврен ефект, извонредна акција, додавање Цепелин за Трајковски. Љубичиć. Одличен ролинг. Влез на Љубичиć. Останува во напад мазата Скопје. Ова е шанса да направи Јончевски замена. Да влезе во игра Марко Луковиć на местото на Мијатовиć. Ураш Луковиć. Јовичиć, 2 секунди, мора од ваква да речи да шутира Љубичиć. Не успева да погоди, па Симоновски, тука е Дамјан Стојановски, има лична грешка Дреноваc. И ја признава коректно на средината на теренот. Еве го тој момент и ударот на Дреноваc, како што Марко Симоновски ја загуби топката. Напаѓа Куманово за највисока разлика во досегашниот текот над преварот. Трајковски, ролинг над Луковиć. Ролинг против Марко, шут на Дурош. Бојан Трајковски, 12 поен. Најпрецизен играч на надпреварот. Дреноваc даде 11 поена во првиот период. И од тогаш застана. Еве и сега не успева да погоди, па Куманово ќе оди во напад. 8 разлика за Куманово. Делириум во салата. Јончевски бара начин да ја прекине оваа серија, да го врати својот тим во игра. Само 2 коша за речиси 4 минути. 9 за Куманово, но чекори. Трајковски реагира. Не може да овие поен. Еве акцијата. Трајковски Луковиć. Да. Во право се судијата. Ја крена стојната нога Трајковски. Немања Протич влегува во игра. 3 коша во првиот дел. Сите 3 од линијата за слободни фрлања.
Дреновац. Мазата во оние надпревари кога победуваше имаше извонреден колективен ефект и секогаш играч што може да повлече. Кој би бил сега юнакот? Дреновац се обидува, погодува. За него 13-ти кош. Тој единствен кај мазата со двоцифрен ефект. Караджовски за тројка. Него посака топката. Но Урош Луковиќ прифаќа. И Шановиќ таму бавно станува. Костовски тоа го забележи и прави лична грешка. Не е загрозен капитенот на Куманово. Има 2 фаула. Тоа значи дека останува во игра, се разбира, но еве го пак мазата во проблеми. Пак реагира Марко Луковиќ. Нервозата на претходниот надпревар во Куманово одеше во прилог на мазата Скопје. Сега е на штета на скопскиот состав. Трајковски сега форсира и погодува тројка. 15-ти поен Бојан Трајковски. Негова прва тројка. 1 од 3 зад линијата за Бојан Трајковски. Највисока предност од 9 поени во 26-та минута од надпреварот. Дреновац. Игра на Бранови на овој надпревар. 15-ти кош. Симоновски. Додава за Јаневски. Истуркан од Дреновац. Па Трајковски во дуел со Марко Луковиќ. Загубена топка. Луковиќ положува лесно. Негов 6-ти поен. 54-49. 4-0 серија за екипата на мазата Скопје и пак сега реагира Трајковски. Не потребно и да има, зошто едноставно во позиција кога Куманово има позитива од 54-49 и добро игра, ваквата нервоза може да му направи само лоша услуга. Сега судиите мислам дека не досудија техничка грешка. Иако имаш услови за тоа, се смирува. Трајковски сега му укажува нешто на Милојевиќ, а сепак има техничка. Дамјан Стојановски. 9-ти поен. Беше 54-45. 2 поена, односно 2 шута за 2 поена поред реализираше мазата Скопје и сега ова слободно пролање ќе има и напад. (54-40). Пак Трајковски влегува во проблеми, повторно предмети на теренот. И сега се повлекуваат кошаркарите на мазата Скопје надвор од игра и еве како може нервоза да се рефлектира на се она што се случува на теренот. Полета и некои навивачи, таму мешаница во тунелот, работи за специјалците и одеднаш може се да тргне во небра. Се договараат сега и судиите за тоа како и што и дали нешто треба да продолжи. (54-50), 4 минути 28 секунди до крајот на третиот период од надпреварот и ова е прекин. Не знам на колку време и не знам со какви последици. И тоа повторно ќе речам во позиција кога Куманово имаше позитива и тоа највисока позитива. 54-45, 26-та минута, една мала нервоза иницирана од
Трајковски и МЗД влезе во серија од 5-0 за 54-50. Публиката испровоцирана од сето тоа, измотивирана, ако сакате, реагираше со шишиња и предмети на теренот и се разбира дека се повлекува најпрво кошаркарите на МЗД Скопје во потребинскиот простор, а потоа се повлекува и официјалните лица, судиите Мицевски, Милоевиќ и Митровски, а се повлече и делегатот Владо Цветковски. Сега останува да видиме што во продолжение од овој натпревар. Што вели статистиката од овој натпревар во досегашниот негов тек? 26-22 во првиот период за тимот на Куманово. 19-16 за МЗД Скопје во вториот, на полувреме 42-41. Од индивидуалната статистика: 15 коша Трајковски кај Куманово, по 9 Симоновски и Мишановиќ кај домашниот состав, се разбира. 8 коша Мандич, 8 коша Александар Костовски, 3 поени Јаневски, 2 коша Караколе. Кај МЗД Скопје 15 поени Дреновац, 9 Дамјан Стојановски, по 6 Марко и Урош Луковиќ, 7 коша Љубичиć, 3 поени Протич, 2 коша Владеновски, 2 коша Мијатовиќ. Севкупно 54-50 на 4 минути и 28 секунди до крајот на третиот период. Доаѓа прекин и, почитувани гледачи, мислам дека е добро за момент да се исклучиме од залата во Куманово, за да можам евентуално јас да дознам кога би продолжил надпреварот, дали воопшто ќе продолжи, каква е одлуката на судиите, на делегатот и на официјалните лица, па потоа ќе видиме што и како во продолжение. Значи, одиме со програма од студио, па ќе се вратиме во салата во Куманово. Почитувани гледачи, повторно се враќаме во салата во Куманово на четвртиот надпревар од финалната серија во нашиот кошаркарски плейоф. По оној прекин, откако се повлекува играчите на МЗД Скопје и официјалните лица, делегатот донесе одлука да бидат повлечени од салата, односно да биде испразнета салата, па интервенираше единицата за брзо распоредување на Министерството за внатрешни работи. Гледате дел од целиот мрачен амбиент во арената, по кој што имаше и приведени. Салата испразнета, екипите се враќаат на теренот и ова финале ќе продолжи, ако веројатно на многумина и не име до кошарка во продолжение од оваа вечер. Но на 4 минути и 28 секунди до крајот на третиот период, по техничката грешка на Трајковски, Дамјан Стојановски изведе слободно фрлање и погоди за 54-50. Значи, Куманово води со 4 разлика, со тоа што МЗД Скопје ќе го има наредниот напад. Претходно, во 26-та минута од средбата, Кумановци водеа со 54 спрема 45, плюс 9, и тоа беше највисока разлика за нив на надпреварот на полувремето. 42-41 за Куманово, претходно по четвртини 26-22 за Куманово и 19-16 во втората за МЗД Скопје. И како вовед во ова трето продолжение, како сакате, од нашиот пренос,
2:1 е во серијата за екипата на МЗТ Скопје. Куманово го доби првиот надпревар на гости, па брейкот го врати скопскиот тим и на третиот надпревар во вторникот МЗТ победи, има 2:1, се игра до 3 триумфи, што значи дека ако вечерва слават сините од Скопје, во тој случај тимот на Александар Јончевски ќе освои 5-та шампионска титула или 4-та двојна круна, затоа што веќе МЗТ Скопје ја заработи титулата и во Купот на Македонија. Од друга страна па Куманово, ако триумфира, ако ја одбрани предноста, а беше на добар пат во овој надпревар до прекинот, во тој случај ќе има мајсторка, уште еден надпревар за 2 дена, в недела навечер од 20 часот или од 19, дополнително целосно ќе се утврди Војане Сандански и победникот на тој надпревар ќе стане шампион на Македонија. Чекаме, значи, знак да продолжи овој надпреварот. Еве судиите велат дека првите петорки треба да се појават на паркетот. Ќе напаѓа МЗТ Скопје, Протич, Марко Луковиќ, Урош Луковиќ, Дреновац во петорката заедно со Дамјан Стојановски, кај тимот на Куманово Мишановиќ, Трајковски, Костовски, Симоновски и Караджовски. Од оние други податоци, Мандич има 4 лични грешки кај Куманово, ниту еден друг кошаркар не е загрозен со толкав број прекршоци, кај МЗТ Скопје нема ниту еден со 3 фаула. Треба да се намести само семафорот на 4 минути и 28 секунди до крајот на третиот период, тогаш беше прекинот. Од индивидуалниот ефект на кошаркарите, 15 поена кај Куманово за Трајковски, по 9 дадоа Симоновски и Мишановиќ, по 8 коша за Мандич и за Костовски, 3 поена за Јаневски и 2 за Караколев. Се чини дека ова можеби е најколективно издание на Куманово во оваа финална серија. За МЗТ Скопје 15 коша Дреновац, 9 Стојановски, по 6 Марко и Урош Луковиќ, 7 поена даде Љубичиќ, 3 за Протич и по 2 Младеновски и Мијатовиќ. Топка одстрана за МЗТ Скопје, 54-50 предност за екипата на Куманово. Нема гледачи во салата, кое што не беше исполнета до последно место, како на оној прв меѓусебен дуел во саботата, но секако амбиентот одеше во полза на домашниот состав. Конечно, кошарка во Куманово. Протич. Урош Луковиќ, па Дреновац навлез од табла. Ѓорđe Дреновац, негов 17-ти поен. Сега ќе бидат гласни навивачите од клупата на едниот и на другиот тим. Симоновски. Серија на МЗТ Скопје од 7-0 од моментот кога имаше 9 разлика екипата на Куманово. Највисока предност. Останува Куманово во напад. Костовски не успеа да реализира тројка. 8 коша за сега, 2 пати прецизно зад линијата. Во борба там Урош Луковиќ и Мишановиќ и се разбира дека ова е топка за Куманово. Трајковски. Симоновски, добар блок на Мишановиќ. Симоновски го наградува тоа со тројка. 57-52. Извонреден надпревар на Симоновски. 4 тројки, 12 поени. Протич. Дреновац. Дреновац навлез. Двојно водење, вели судијата Зоран Митровски. И еве го пак Куманово во налет, во намера да ја врати разликата. Ја испушти топката, повторно ја прифати, двојно водење. Караджовски. Симоновски. Навлез крај Дреновац. Симоновски не успеа да погоди. Па еве го Протич. Одлично за Урош Луковиќ, погодува. Негов 8 поен, прв во вториот дел од надпреварот, има и лична грешка, 57-54. И дополнително слободно фрлање, ова е прекршок на Трајковски, трета лична. Луковиќ промаши 3 од 5 слободни фрлања во првото полувреме од надпреварот. Девети поен за него. 57-55.
запрене играта. 57-55, затоа што 3 коша даде Ураш Луковиќ од овој напад, ако е тоа дилемата. Костовски за Караджовски. Симоновски. Пара топка Трајковски против Марко Луковиќ. Ќе оди докрај, беше во извонредна серија во третиот период од надпреварот Трајковски, пред да заработи техничка грешка и некако да ја крене нервозата. Една тројка, 8 коша во првиот дел и 7 во третиот период, кој што се уште трае. Трет тимски фаул за МЗД Скопје во овој дел од надпреварот. Трајковски 16 коша. Од оваа позиција бие со 71% реализација. Еден од подобрите пеналџи кај Куманово. 17 поени, 59-55. Марко Луковиќ. Па Дреновац. Дреновац на влез од табла. Игра симултанка на моменти Ѓорđe Дреновац, 19 поен. 59-57. Трајковски, уште еднаш одличен. 19 кош. Не побуштан ни едниот ни другиот состав. За разлика од она четвртина, втората, кога почна првите нервози, провокации меѓу играчите и кога едните и другите тешко погодуваа. Еве сега едно шутерско шоу на едната и на другата страна. Марко Луковиќ за тројка, не успева да погоди. Мишановиќ добро се загради против Луковиќ, меѓутоа Протич украде топка меѓу тројца играчи на Куманово. И сега Дреновац за тројка. Не успеа тоа да го материализира, но со офанзивен скок Ураш Луковиќ. 11 поен, премногу офанзивни скокови и повеќе од противникот за екипата на Куманово, односно за екипата на МЗД Скопје. Навлез Костовски, од табла, погодува. Оцифрен ефект и за Костовски, 10 поена, 12 Симоновски, 19 Трајковски. Дамјан Стојановски, па Луковиќ, Марко за Урош. Добар Куманово во одбрана, Костовски оди во контранапад, веројатно сам до крај, фаулиране и коши фаул. Ке важат овие поени за Александар Костовски. Купно 12 е во прекршокот на Марко Луковиќ, 65-59 плюс 7 за Куманово, минута и 13 секунди до крајот на третиот период. Овој трет период се разигра и Трајковски, Костовски. Ке подсетам предходно две тројки во првиот дел на Симоновски, две во оваа фаза од мечот, значи она трио што едноставно мора да биде на ниво за Куманово да победи. Во ритам, еве во Костовски со 13 коша, 66-59 плюс 7. Подсетување, највисоката разлика беше 9 коша, 54-45. Мјатовиќ. Дреновац. Протич. Зад линијата, погодува Протич. Ова се први поени за него во вториот дел, вкупно 6. Само трета тројка на МЗД Скопје на овој надпревар, но се чини во вистинско време за Немања Протич. Симоновски. Зад линијата, продолжува шутерското шоу. 15 поена за Марко Симоновски, 5 тројки. 69-61. Протич на влез од табла. Не успева да погоди. Пак Протич. Краде веќе две топки. И најверојатно ќе го троши времето. Ќе има уште 5 секунди за Куманово. Но еве го Борбен Костовски. Пресечена топка. Продолжува акцијата. 7 секунди за напад на МЗД Скопје. 11 до крајот. Мјатовиќ, Протич, од голема далечина за тројка, погодува Протич, негов 9-ти кош, четврта тројка,
69-65 по Урош Луковиć, овде се разбира дека не може да погоди, плюс 4 за екипата на Куманово на крајот на третиот период од средбата, во кој што домашниот состав постигна 27 коша, додека пак скопскиот тим 24, значи ова е најефикасната четвртина до сега на надпреварот. Трајковски, Костовски и Симоновски предводници кај Куманово, 19 поена за центарот, 15 за Симоновски и 13 за Костовски. Пасивна страна е Крота со петка. Немаш потреба. Готово. Не може Симоновски. Мислам дека е наша лопта. Океј. Функционира нула, функционира. Али ако сега повише иде на тебе, дај му на Урош, биди спремен на тој лоп пас и да вратиш. Океј. Јако зграбчи, ако немаш контрола, зграбчи ја па на втора ќе идеш. Знам, али ајде. Движи лопта на офанзивен скок. Не можеш да ја извлечеш више 8 секунди па да дриблаш уште 3 пати. На офанзивен скок, како земеме офанзивен скок, фист со дачо одма, пик and pop, океј? Али одма, за да има свич, за да слајде доле, на инверзија да го извлече па да се убациш ти. Не баре лопта доека не си извлечен. Ајде. Се враќаме во Куманово, 69-65, плюс 4 за домашниот состав. Навлезот во решавачките 10 на минути од четвртиот. Сигурно предпоследен, а може би последен надпревар од финалната серија во нашето кошаркарско првенство. Плюс 4 за Куманово, за оние што подоцна се вклучија, се игра пред празни трибини, затоа што на 4,5 минути до крајот на третиот период официјалните лица решија да ги испразнат трибините поради однесувањето на навивачите, фрлањето на предмети на теренот. Караджовски навлез сам до крај, не успева да погоди. Симоновски, Мишановиќ, Трајковски, Караджовски и Костовски во петорката на Куманово. Дреновац, Стојановски, Протич, Мијатовиќ и Урош Луковиќ кај МЗД Скопје. Еве го Мијатовиќ сега со тројка. Негов петти поен, прва тројка, а петта во редовите на МЗД Скопје од дури 22 обида. Тоа е лош шут за разлика од Куманово кој што има 9 од 23, 5 од 7 надвор од линијата за Симоновски. Еве го Костовски. Додава за Караджовски. Се избори за позиција за тројка Караджовски. Ова се први поени за Димитар Караджовски на надпреварот и 10-та тројка за Куманово, 24 шута. 72-68. Пак плюс 4. Стојановски. Навлез, па додавање за Дреновац. Не успева да погоди. Што од себе ова? Лична грешка, види судијата Милоевиќ, број 10, Марко Симоновски. За него втор фаул. Ова е претходниот шут на Дреновац. Најефикасниот на надпреварот кај МЗД Скопје, 19 коша. Има 7 од 10 за 2 поена и 1 од 5 за тројка. Сметајќи ги овој последен шут. Протич. Не успева да ја продолжи серијата. 2 тројки за краток временски период.
Дамјан Стојановски, Караджовски, лична грешка. Мијатовиќ. Дреновац. Од висок пост не успева да погоди, па Мијатовиќ е тука. Премногу офанзивни скокови на МЗД Скопје. Но Куманово има добар шут во третиот период, особено по прекинот и ја одржува разликата. Протич не успева сега да врати, па Караджовски пробива крај Стојановски. Стигна Стојановски да не дозволи контра. Но еве го Трајковски, 8 за тројка. Овој шут е нормално да го земе, како што велат кошаркарите, но не успеа Трајковски. Има 7 од 9 за 2 коша и извонреден биланс 1 од 5 за тројка. Сега Костовски фаулиран. Мислам дека ова беше во удар за тројка, што значи дека Александар Костовски ќе изведе 3 слободни фрлања. Тој е најдобриот пеналџија кај Куманово. 90,5% е неговиот шут, значи реализира 9 од 10 слободни фрлања. Четиринаесет коша за Костовски. И 15. Даде 10 на првиот надпревар, 12 на вториот, 17 на третиот и еве го со тенденција да оди се погоре и погоре, затоа што доаѓа до 15 коша, 15 има и Симоновски со 5 тројки, 19 за Бојан Трајковски. А во второто полувреме на преварот покрај овие тројца погоди само Караджовски. Една тројка, се друго е за триото Симоновски, Костовски, Трајковски. Дреновац. И тој е во форма. 22 поен за Ѓорѓе Дреновац. Шеста тројка кај МЗД Скопје. Има контрола постојано Куманово на резултатот. 4 разлика, 7 минути до крајот. Но ова се уште е надпревар во кој што секој може да се надева на 3. Костовски на влез од пост. 17 поен. Како полесно да шутираат едните и другите кога нема публика. Дреновац. Стојановски. Дреновац за тројка, погодува. 25 поен. Симултанка на Дреновац за МЗД Скопје наспроти Трајковски, Симоновски и Костовски, кои што се менуваат во лидерската улога кај Куманово. Караджовски, па Јаневски. Костовски, сега тој враќа тројка. 20 поен за Александар Костовски, 11-та тројка за Куманово. 80-74. Како тргнале едните и другите ќе одат до стотка. Дреновац вади за Стојановски, сега тој погодува тројка. 12 поен, 8 тројка за МЗД, 80-77, 5 минути и 47 секунди до крајот на надпреварот. Тајм-аут за Србиновски. Слушај, Маре, пусти бре. Бојан, слушај, преземање. Значи не е избушен. Значи на овој пас мора да изреагираме, Караджа. Океј? Значи не да ме помогнеш. Ако избуши, значи ако избуши овој ако помине тогаш, вака значи они ефтино примаме кош. Искочите. Ало, слушај. Шета како саку бре. Бојан, малце на преземање, биди поагресивен. Слушај, Јаце, идем една страна за тебе. Океј, ти ја земи ја топката. Овде на пренос за топка направите му блок на Аце да може лесно да го намести напред. Значи Јаци каза Марко, има стагер, Бог ја остави у средина, еден страна. И со мачки презема оне ако те преземе. Не, дојди со Бојан игра. Бојан со тебе да играме пик на крај. Ете да го преземем Јатовиќ и со него игра еден ден. Ајде. Три разлика средина на четвртиот период. Возбудлив надпревар. Штета што е без публика.
но и тоа е дел од нашиот не само кошаркарски, спортски, општествен амбиент, се разбира. Не поволен. Караджовски. Александар Костовски. Знае од ваква далечина да бие, особено кога муоди, па додавање за Трајковски, фаул прави Љубичич. Задоволен од Србиновски од тоа како течеше нападот на Куманово по тајм-аутот. Трајковски. Симоновски. Трајковски против Дреновац. Треба да го искористи ова и го користи. Бојан Трајковски, 21 кош, со мала пауза, откако презеде се во нападот Костовски. 32 поена даде на првиот меч на теренот на противникот. Првиот меч од оваа финал. Мијатовиќ. Непрецизен. Но имаше прекршок, еве го тој влез на Мијатовиќ крај Јаневски. За Јаневски ова е трета лична грешка. Мијатовиќ застанува на линијата. 75% за него реализација од ова место. Што значи 3 од 4. На овој надпревар Мијатовиќ 5 коша, 1 тројка во вториот дел и 2 во првото полувреме. Доаѓаме во фаза кога и пеналите може да решаваат. 6 од 6 до сега за Куманово. Маза да промаши 4 пенали, но еве 2 пати сигурен е Мијатовиќ, 7 коша. Пак е разликата достижна со еден напад. Александар Костовски од 8 метри. Негово промашување по подолго време. Љубичич. Марко Луковиќ. На влез оди Дамјан Стојановски, досудена е лична грешка, пак има 2 слободни фрлања. Ако забележам добро, прекршокот е за Симоновски. За него трет фаул. Дамјан Стојановски 82% реализација од пеналите. 13 кош. И останува на 13-ката, 82-80. 4 минути и 20 секунди. Караджовски. Јаневски. На работна грешка, има уште доволно време за акција. 8 секунди. Караджовски оди сам до крај, меѓутоа рампа на Мијатовиќ. Имаше простор Караджовски, се обиде тоа да го искористи, не успеа. И сега напаѓа мазата за израмнување или пак за водство. Љубичич. Мијатовиќ прави блок, Љубичич против Трајковски. Додава за Стојановски, кој што погодува тројка. 16 поен и по подолго време предност за мазата Скопје. 82-83 стои на семафорот. 36-та минута. Регова Мандич по подолго време има 4 прекршоци, принудно беше повлечен од игра. Излегува Караджовски. Сите други се исти во петорката на Србиновски, Јаневски од резервистите на теренот, заедно со стартерите Симоновски, Трајковски и Костовски. За нив се разбира ќе нема замена во продолжение. Ево уште една рампа сега на Марко Луковиќ над Мандич, кој како да не беше загреан. Па Дреновац. Стојановски. Испорсира можеби сега за тројка, но претходно погоди преку рака Дамјан Стојановски. Трајковски. Запре, нормално, нема потреба од брзање, има уште доволно време, 3 минути.
Значајно е да се врати Куманово во ритам, по едно промашување за тројка и две рампи на кошаркарите на МЗТ Скопје, што сега прекршок, Мијатовиќ. Еве го фаулот на Мијатовиќ, да, нема никакви дилеми. И две слободни фрлања за Костовски. 20 кошево до сегашниот тек од надпреварот, 14 од нив се во вториот дел. За овие 17 минути. први поен. И дефинитивно, што ми ја мина 17-ката, може да заклучиме дека постојано прогресира од надпревар во надпревар во оваа финална серија кога се поените во прашање. 22 кош. Пак промена на водството. Последни 3 минути. Дреновац. Мијатовиќ. Од далечина не успева да погоди. Трајковски. Пак Костовски. Против се повлекува затоа што дојде блок од Трајковски. И пак топка за Трајковски над Мијатовиќ, не успева да погоди. Се бори Јаневски, но тука е Марко Луковиќ, пак Јаневски и влегува оваа топка во рекетот. Маријан Јаневски, за него ова е 5-ти поен. Протестира Александар Јончевски, барајки прекршок во рекетот. Тайм-аут, мислам дека е побаран за МЗТ Скопје. 86-83 плюс 3 за екипата на Куманово. 2 минути и 12 секунди до крајот. Они се бонус, 2 минути и 15 секунди до крај, има време за све. Има време за све, не ни треба. Функционира нула, али навлечи го добро. Навлечи го добро со дриблинг, да биде хендоф и пик да дојде на средина, за да има повише простор. Дамјан чека на шут, ако помага од своја страна, пали одно. Океј. Мене дачу на толку, Не форсирај шут за 3 поена, они се бонус и не држат веќе, готови се. Како имаме улаз или шут, иди на скок. Иди на скок ќе да даде фаул. Ајде. Мора да се спориме. Ја слушнавте советите на Јончевски и психологијата ќе игра значајна улога во овие завршни 2 минути и 12 секунди. А на Куманово треба да му е потешко затоа што нема веќе право на грешка. Од друга страна пак МЗТ има и дополнителна шанса со евентуален пораз вечерва да победи за 2 дена во салата во населбата Аеродром во Скопје. Но да видим. Дреновац. Затворен е од Јаневски, уште 8 секунди за оваа акција. Протич се обидува да влезе, па Стојановски за тројка, погодува Дамјан Стојановски. 19 кош, за него трета тројка во вториот дел и тој се разигра вкупно 13 поени во оваа фаза од надпреварот, по паузата. Нерешено, 86. Јаневски. Симоновски. Пак Јаневски. Ке го дочека Симоновски да упати удар за тројка. Непрецизно, пак краде Дамјан Стојановски. Сега во контра Протич. Стојановски пак се намести со тројка да ја заврши оваа акција, оваа контра. Сега не успеа. Смирува Костовски. Ова вечер веројатно се е можно, па и продолжување од 5 минути. Еднак има уште сигурно. Костовски за Мандич. На влез Мандич и промашува Зицер. Направи се сам. Па сега Дреновац ја продолжува оваа бркопница. На влез. Аут. Аут за Куманово. Судиите велат се е чисто. Еве го тој влез на Дреновац. Ја испушти топката. Бараше лична грешка. Проценуваат судиите дека фаул нема. Две акции промашува МЗТ Скопје во позиција кога можеше да води.
но и Куманово остана на овие 86 поени предолго. Трајковски, тој треба да завршува и се разбира дека погодува Бојан Трајковски, 23-ти кош. Плюс 2. Протич. Ја држи топката до крај. Протич. И сега на работа ја загуби уште 3 секунди за ова акција. Протич од голема далечина. Каква тројка на Немања Протич. 12-ти поен. 11-та тројка на Протич и МЗ води. 89-88 на неполни 16 секунди до крајот. 15,8 секунди. Тајм-аут бара Маријан Србиновски. Слушай, овде 5-4. Значи, слушай, иди Марко, ова што го преме и 2 блока за Аце да ја прими. Ви расширите. Абе, Бојан, Мачки, ти. Марко иде и онма иде направите му на Аце да ја прими овде. Ако не прими, примите ја вие и хендов со Аце изиде. Слушай, што? Бојан да игра пик. Добро бе, добро, да ја прими Аце. Мачки, ти одма бегаш, шириш и широко е со Бојан. Они ќе презема Аце, Аце, они ќе презема. Игре. Добро. Ајде. Оваа тројка на Протич што може да му донесе триумф на МЗД Скопје на овој натпревар. Неверојатна тројка со звукот на сирената, односно со истекот на нападот на 16 секунди до крајот, кога противникот води со 2 разлики и кога немаше што друго да прави Протич освен да шутира над човек, надвор од баланса и од голема далечина. Но успеа да погоди. Сега да видиме. Излегува Костовски. Пред него Протич. Ова ќе биде надпревар на една топка практично. Костовски додава. И сега блокада на Дамјан Стојановски. Прекршок 89-88. МЗТ ќе слави 5-та шампионска титула. Блокада Дамјан Стојановски на обидот на Костовски. Има уште малку време, веројатно секунда, може би нешто повеќе. И теоријата дозволува, се разбира, Куманово да се надева, но еве ова акција Караджовски, Костовски и Дреновац, сепак не Дамјан Стојановски, туку Дреновац. Блокада. Стојановски би требало да го погоди првото, веројатно да го промаши второто фрлење. За него е кош број 20. 7 десетинки до крајот. Помалку од една секунда. И нормално промашува. Мандиш ја прибаѓа топката. Се разбира, не може да погоди од една ваква голема далечина. Победа за МЗТ Скопје, 90-88, 3-1 во финалната серија и шампионски трофеј за екипата од Аеродром. 5-ти поред од 2012 до сега. Куманово втор пат е во финале. Лани 3-0 пора, сега 3-1. Беше достоен противник, меѓутоа не можеше да одигра до самиот крај. 90-88. Победа за МЗД Скопје, 25-19 во последниот период од надпреварот. Подобар МЗД Скопје и завршува еве уште една долга и тешка кошаркарска сезона кај нас, исполнета со разни перипетии, со многу незадоволни страни. На крајот МЗД Скопје, без оглед на забелешките што ги имаше за различни ситуации, ја прославува шампионската титула. Ова е двојна круна, четврта за екипата на МЗТ Скопје во клубската историја. Ова беше еден контроверзен надпревар кој што траеше долго, најправо временски, во кој што имаше прекин на средина на третиот период, кога официјалните лица решија да ја празнат салата. Потоа продолжи надпреварот и еве
триумф на составот на МЗТ Скопје 90-88 на екипата што имаше најголем број победи во основниот тек од шампионатот. 24-4. Куманово беше составот кој што немаше пораз од МЗТ Скопје во основниот дел од сезоната. Два пати победи, а победи на отворањето на оваа серија во Јане Сандански, но потоа 3 победи поред на МЗТ Скопје, од кои што 2 на гостински терен, 8 меѓусебни надпревара сезонова, 5 за МЗТ, 3 триумфи за екипата на Куманово и едноставно сето тоа значеше уште еден трофеј за МЗТ Скопје, за нашиот представник во јадранската кошаркарска сезона. Еве што кажува и статистиката од овој надпревар. 11 тројки од 29 обиди за Куманово, 38%. Подобар шут за тројки, 11 тројки од 33 обиди има гостинскиот состав. 11 од 11 пенали за Куманово, 15 од 21 за МЗТ, но дури 12 скока повеќе за гостинскиот состав, наспроти 10 асистенции повеќе за Куманово. Што се однесува до индивидуалниот ефект на кошаркарите. Во победничкиот состав 25 поени за Дреновац, 18 даде Дамјан Стојановски, 12 Немања Протич, двоцифрен ефект и за Урош Луковиќ со 11 поени, 9 коша Мијатовиќ, 7 Љубичиќ и 6 Марко Луковиќ. Кај тимот на Куманово 23 поени Александар Костовски, најдобар надпревар за него во оваа серија. 23 поени постигни Бојан Трајковски, 15 Марко Симоновски, 9 коша Мишановиќ, 8 за Мандич, 5 Јаневски, 3 Караджовски и 2 поена за Каракорев. На крајот Куманово МЗТ Скопје 88-90. Ред е да останеме во Куманово, се разбира уште малку со слика за да ја проследиме церемонијата на доделување на медалите и на пехарот. Иако па на ваква ситуација кому му е и до медали, и до трофеи, и до некакви церемонијали. Но веламе, ако оди целата процедура брзо во ред, и останале уште малку во салата во Куманово. 8 куп трофеи 96-та, 97-та, 99-та, 2000-та, 12-та, 13-та, 14-та и во 2016. Ова е четврта двојна круна за екипата од Аеродром, а петти триумф во шампионатот. Прв трофеј се разбира за Александар Јончевски во македонското првенство, а втора, ако се смета, се разбира и се смета купот, со што едноставно се наметнува кај управата од наредната надпреварувачка сезона да биде, се разбира, права опција на тренерската клупа, затоа што нема ништо полош ефект, напротив, подобар, например, од Алеш Пипан, кој што тргна во оваа надпреварувачка сезона. Од друга страна пак Маријан Србиновски го препоради, се чини, Куманово по неуспехот во купот, го доведе во позиција да биде рамноправен ривал во оваа финална серија. Куманово доби облик, доби физиономија, а имаше една тешка серија во полуфиналето против Карпош Соколи, во која што триумфираше на гостински терен во Мајсторка, на петтиот меѓусебен надпревар. Пред тоа одигра и четвртфинале со Работнички, кој што го доби со 3:1. Значи имаше потешка серија на влез до овој завршен надпревар, но на крајот сепак успеа да одигра 4 рамноправни средби. 3 резултати тоа го потврдуваат. 87-84 на првиот надпревар на гостински терен, кога победи Куманово. 82-75 беше на вториот дуел во оваа сала за МЗТ Скопје. На третиот 91-73 пред 3 дена во Скопје, меѓутоа таа разлика од 18 коши не е најреален одраз на она што се случуваше на теренот. И вечерва 90-88 за МЗТ Скопје во еден трилер надпревар, откако Куманово гладно имаше водство
во текот на целата средба и особено во второто полувреме, 26-та минута, 54-45. Во 36-та тимот на МЗТ ја врати предноста 83-82, а на 86-86 два поена даде Трајковски, па потоа тројка постигна Протич за предност од 89-88 и тоа на 16 секунди до крајот од една тешка ситуација надвор од баланс. И потоа блок на Дреновац над Костовски во завршните моменти од надпреварот за победа на екипата на МЗТ Скопје 90-88. Не знам што се чека во салата, треба некој да им ги предаде медалите на кошаркарите на Куманово како учесници во финалето и на МЗТ Скопје како победник во нашиот шампионат, да го кренат, се разбира, гостинските играчи и Пехарот и полека да ги завршуваме и овие 2 часа и нешто повеќе од преносот од спортската сала во Куманово со прекин, подсетување за тоа што на 4 минути 28 секунди до крајот на надпреварот официјалните лица решија да ја испразнат салата затоа што публиката почна да фрла со предмети па по немили цени на вистина и неспортски. Надпреварот конечно продолжи, а еве на крајот слави составот на МЗТ Скопје. Ке подсетам и на меѓусебните надпревари, новие два ривала од претходните сезони. На првиот дуел во оваа сала 74-72 за Куманово. Па потоа во Јане Сандански два дуела поред 92-68 за МЗТ и 79-71 исто така за домашниот состав. Па потоа Куманово го доби четвртиот дуел 80-70. Во оваа финална серија, веќе реков, 87-84 за Куманово, па 82-75 за МЗТ, 91-73 за МЗТ и на крајот 60, односно 90-88, исто така за екипата на МЗТ Скопје. На крајот подсетување, петта шампионска титула за сините од Аеродром, петта поред, без прекин, 12-та, 13-та, 2014-та и 2015-та, сега и 16-та, а во тој период на доминација на МЗТ Скопје во нашата кошарка и четврта двојна круна само во 2015-та, МЗТ Скопје не успеа да дојде до трофеот во националниот куп. Со оглед дека церемонија ниту има, ниту веројатно ќе почне на доделување на трофеите и на Пехарот, се повлекуваат кошаркарите на Куманово. Веројатно е најдобро и полека да го одјавуваме преносот од спортската сала со информација дека надпреварот заврши со триумф на МЗТ Скопје 90-88. МЗТ Скопје освоила шампионската титула. Пријатно!